за информација на вас и на гледачите, крупните во областта на предприемаштвото, како се вика Ричард Брансон, не се чули, Ричард Брансон. Јас имам на видеокасета кога он почнувал. Он почнувал со издавање на студентски вестник. Ние, например, од Машински факултет, тоа го напишавме во книгата се имаме Горан 1, Горан 2 и нивниот пријател Звонко, кои што отворија бизнис како студенти. Студенти. Нали ги знаете тие кои се имаат отворено фирма, мал бизнис се произведуваат атласи. Не беа колеги. Горан 1, Горан 2 и другот и Звонко. Али како почнали? Почнали се тоа што купиле стара кола и ја разглобиле. Сите почнале така, сите почнуваат така. Ама тоа се еден двојца, тројца, петдуши. Мислам дека треба да до смолетките да се натерат овие наставниците, да ги терат децата да прават нешто. Треба да направат нешто па да го продадат. Па да земат 3 динари, па ако треба учителката да ги инициира да направат нешто, па да ги шепне на некој, ајде земете купите и бодни деца. Нека се научат дека направат нешто, некој да го купи, да заработи 5 денари. Да се научите за работа. Ние се чудиме за тоа со време кога одевме во нашиот јужен сосед, гледавме како децата работат у продавниците. А кај нас децата спијат. И добар да младите луѓе денеска спијат. Само се извинувам што ги прекинав. Син ми нешто во последно време ми вели 6 години има. Тато, јас сакам да продавам лимунада на площад. Собствено. Не знае да читам, не читал дека така почнуваат некои, знаеш. Сака да продава лимунада на площад, но тоа е тоа. Почнуваш со лимунада, ходиш понатаму полека, но се развива во свеста. Значи, сепак доаѓаме до дека потребно уште во рани фази на животот да се развива во свеста, дека веќе не постои она сигурна работа, дека државата не ти обезбедува работа и нема потреба да ти обезбедува работа. Но барем треба да се оформат они услови кои што ќе со знаење, со одредена некаде со помош, некаде со поттикнување да се... Треба да се стимулира креативноста и иновативност. Треба да се стимулира. Кога сме тука, значи, голема улога и во големите компании, кај може да одиграат, освен или спомнат на државата, универзитетите, успешни големи компании, ако доста пропадна од оние од стариот систем, но сепак некои продолжи, кажам, кај некои со кои што сум работел, например, иновација сведена на нула. Значи, она што го велите интрапредприемништво, нула. Значи, одличен пример е, например, Intuit, компанијата во САД, која што направи софтвер за сметководство, да кажеме, кој како посебен проект го разви и се разви како компанија, како дел во склоп на таа компанија. Кај нас некако слабо и оние големите имаат иновации во оваа подрачје, значи со креативност или нешто, или разбирам во проекти иновација во одржување. Заради задржување на стандардизацијата, она што имаат ISO и така натаму мораат некоја инновација да имаат. Драгане, знаете ли, например, кога отворите интернет предприемаштво? Од 85-та година и фактичната студентска го промовира тој проект. Сем една магистарска кај мене и еден докторат, никој два збора нема напишено за тој феномен. Никој, во цела држава. Но тоа е недозволено. Тоа е недозволено. Во услови кога ни треба креативност, иновативност, инвенција и така натаму идеи за бизнис, станува збор за бизниси во постојните или како ги викаме големите, ние не ги викаме големите, ги викаме постојните и някои големи. Да направи идеја и да направи бизнис во бизнис. Дури на едно место пишувала на некој брат, некој директор, бидете внимателни, ако дојде кај мене со идеја, ќе ве натрам да ја реализирам. И тоа го немаме тоа. Немаме. Од друга страна има нови работи во иновативниот менеджмент. Немаме два збора напишено за тоа. Интернет, немаме два збора напишено за тоа. Како може да нешто што е светски феномен да ние не го играме, да едноставно се заустави некаде на границата на Балканот. Тоа и се случи, затоа и голем дел од компаниите, оние големите системи кои што остана, не се реорганизираат, и се случи да денес ги нема. Да. Големи предизвици постојат пред предприемаштвото
И мислам дека е добро што разговараме на оваа тема. Јас се обидов да скоро имаше денови на предприемаштвото, кога дискутираме за тамо. Имаше некој форум, и како се викаше за развој на иновативноста, стратегија за иновации, и таму учествував. И тоа добив печаток, малку е незгодно да го кажам тоа, дека некој таа стратегија не прави. Ама не може би тоа. Лично се превишуваат. Ама не може тоа така. Да ти кажам нешто, не сум сигурен во тоа, може да ги погрешам. Слушам дека стратегијата за туризмот некој не прави. Толку не можем ние да си направим. Сега во услови кога имаме толку многу луѓе што знаат нешто за овие проблеми и некој ја прави, дури јас се обидов да кажам дека зборатално соборни луѓе ми кој претседател од бивши на Македонската академија на науките беше. И сега ни држат лекции на описување. Да кажеме нешто ние мора. Второ на тогаш ни поделија некој материјал како стратегија со моделот како лично. Да, знам. Ама тоа не е дозволено. Ја после сакам да се видам со министрот за економија, рече дека ме знаел друг професор, фон кажа професор Порно. Сакам да му речам, имајте довер во својот луѓе, имајте довер, во Македонија има паметни луѓе. Со време имаше акција купувајте македонски производи. А зашто не речеме купувајте македонска памет? Имаме доста солидни луѓе. Можда јас и ние не спаѓаме во тоа. Ние сме генерации, јас сум генерација што затекот 2 месеца од војната. Јас сум роден кога штите ослободен. 2 месеца сум бил кога бегале мојот. Меѓутоа имате луѓе како вие, како министерот за образование, како Раде, како некои други луѓе кои што се веќе едуцирани, но перфектно. И нивното мислење има тежина. А да се нашла нема леснина. Има тежина. Треба да се користат тие луѓе. Меѓутоа мислам дека како да, не знам кој феномен е тоа, не можам да го кажам, не знам да е во јавност да влезам, да не се снима, ќе го кажам, ја за јавност не го кажам. Меѓутоа мислам дека е некоја плашливост, некоја недоверба во своите луѓе, или која е таа работа да не се цени. Има луѓе што ја пред малку дискутиравме како секој ден сте на интернет, секој ден сте во Google, луѓето се по цел ден на интернет. Луѓето веќе гледаат. Гледаат и знаат што се случува. И сега дојде некоја страна ќе ти прави стратегија за развој на. Многу е незгодно тоа. Што денешниот свет ни го носи е неограниченост на знаење. Буквално беше тешко да дојдеме до некоја книга која што е објавена во сад денес, доаѓаме за еден ден од денот на објавување. Значи барем во тој дел и верувам дека доста млади луѓе се едуцираат и сакаат да постигнат нешто и да направат нешто. И најверојатно ќе дојде ден значи да се искористи се тоа. Пред некој ден читав за еден професор во Америка за предприемништво. И вели си има свој блог. Пишува како некоја студентка доаѓа кај него, професорот готово мојот проект не го бил. Не можам да положам кај вас. И вели добро, ти си положил. Зошто? Ти си видела дека твојата бизнис идеја не вреди. Нема да почнеш бизнис. Значи тоа знаеш веќе. Ќе бараш нешто друго. Забарале го коригирав поглавието 2.19 од нашата книга, која ќе ја пишува мојата ќерка Ната Чакалева, ученик менеджментот. Има поглавие 2.19 кој што вели креативност и иновативност како иницијатори за развој на пат за промена. И таму пишува како во некои фирми се прави прослава еднаш месечно на неуспешните опити. Не се казнуваат неуспешните опити, се стимулираат. Опити се, направи го, ако неуспешни умиш, направи го повеќе. Меѓутоа се стимулира. Јас го користам во терминот бизнес потенцијална енергија, што за бива определено. Имаш потенцијална енергија, значи го користам од физика, кој што треба да го трансферираш во кинетичка енергија на која што ќе заврши некоја работа. И токму пред некој време и пишував, мислам, на предприемач за неуспеси. Тоа е огромна бизнес потенцијална енергија за предприемачи. Но сега да не бидат катастрофални, вложено време, труд, пари и тогаш да се свати. Но колку порано се свати, толку подобро. Значи, или ако пропаѓаш, пропаѓај брзо. За да може
Оно исто што забележав, ја читав програмата на факултет, забележав посебен предмет организацијски промени. Да. И ми изненади. Да. Сега ќе го предава Наташа, книгата е готова, Change Management, ќе оде во печат, тој не зине доктор. И ќе оди сега во овој летниот семестар што ќе дојде. Ќе биде од ретките факултети кои ќе се предаваат. Не знам дали има на друго. Не, на друго место не. Кога промените се нешто постојано, секојдневно, мислам дека тоа е веќе. Сакам нешто да ви кажам. Порано и на запад имало опасност од она интерпретпримерство. Јас имам една видеокасета, додушо пред 30 години, и што се појавил Гифор Прич од трети, нешто така, и Ричард Брансон, уште као Шизик, тоа се 80 нека година. Кажем случајот со, мислам дека е тоа фирмата 3M. Иницијатор, прв производител на оние самолепливите ливчиња, жолтите. Како дошли до идеја? Некој од тие мајстори таму свира во некој оркестар и лекот и се му паѓа. Дошол на идеја да ја направи такви полулепливи. Се обидел во фирмата кај што работи таму, не му давали. Фекет не може да. Се криел некаде тајно со шефот, тајно и успел на крај. Значи, треба да се биде доста упорен. Кога збориме за интерпретпримерство во тоа, али треба да има поддршка од топ менеджер. Без дискусија. Ако денеска не се иновира, отидохме аут. Отидохме аут, тоа го напишавме како мото во книгата на Наташа. Ако не се иновира, тогаш осудени се како. Инновациите се основа и врзба за некои промени следуваат. Добро е да има иновации, знаете, јас ако имам иновации во фирмата, и директорот е и културата, организацијска е прилагодлива на тоа. И ми рече, важи уреду е. Колку треба тоа? Дај прво види напред уреду, погорно види директор. И вработи 50 души. Во фирма. Така прави Ричард Брансон. Така прави. Он сега има, можда, милион работи, не знам колку има, и самиот не знае колку има фирми, како има, али работи по тој принцип. Имаш идеја, реализирај, повеќе. Има да е тоа. Работи на тоа. Тоа он почнал, мислам, со графонски плочи, како Virgin Company, што било нешто така. Прво почнал со списание. Иначе, сите големи луѓе почнале во средна школа или во основно со смолетка, затоа што некој бизнис вртеле. Тоа треба да се стимулира сега во нашите смолетки и гимназија. Некој бизнис, например, да направат училишен вестник, па да го продават, па да прават нешто, па да било што нешто да мајсторишат, што ги рекле ние. Да се научи мајсторството на правење, на продавање, на испитување на пазар, на бизнес. А они само учат некои тетрадки, овие професорите ги испитуваат, ако не кажеш што сум кажал јас. Мислам дека, кажем нешто, ако не слушам министрот и ми се намети, ама тоа важи за наше сега време, сегашното време и важи за времето кога ја бев гимназијалец и во смолет куча. Во нашиот образовен систем се круши иницијативноста и креативноста. Не само и во нашиот, тоа во сите. Најверојатно. Во сите, гледам дека и особено сет години тоа го разработува повеќе негови книги, дека образованието едноставно те прави да функционираш онака по оние стандарди. Тоа ја гуши иновативност, дека те учи како да седиш на столче, како да пишуваш, како да читаш, не надвор од тие рамки. Но мислам дека има некој може напред. Помак има во оваа сфера. За жал многу слабо иде тоа. И во предприемништвото, и во малиот бизнес, и во големиот бизнес. Јас сеќам дека тамо некаде кога почнавме со ова време наша на транзиција, стално зборував за тоа и се сликав на телевизија на вестите во почетокот од 90-те години. И стално викав дека треба да влеземе посмело во менеджментот и во малиот бизнес. Имаше доста проблеми со регистрација. Сеќам еден колега, еден пријател мој школски другар, кој сакал да регистрира некоја производна организација во општината, што му ваделе да треба. Сакам производ да правам антени, сакам на телевизиски антени. Ама нема во каталог. Пиши поправка на телевизор. Пише на поправка на телевизор. Абе не поправка на телевизор. Сакам да правам антени, телевизиски антени, радио антени. Нема тоа. Мислам дека долго време бевме антиприватно ориентирани. Мислам дека во свеста на голем број родители
децата не се тоа нахранети со антиприватно однесување, меѓутоа родителите се